даваме за тоа. Поштовани гледачи, еве повторно сме во диалог со вас. Повелете, темата ја знаете, напишано е како да се справиме со загадувањето. Ви стојат на располагање врвни експерти и истражувачи на оваа област. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака сега, да ги поздравам гостите, би им дал неколку идеи, а пред тоа би го спомнал абсурдот што не се случува пред очите на народот, а тоа е Ману се ангажира за да се оправда пашлукот на исклучените од парно, а не се ангажира да го реши проблемот со загадувањето. Сега, да ви дадам идеи, гости мои, бесплатно од мене, ала ако ги ставите во функција, ќе частите некојаш кој ќе се видиме. Значи, прво и основно, у 10 точки ќе ви објаснам. Мојата идеја, како да го спречиме загадувањето. Под број 1, големи казни, да се забрани мазут и ќумур користење и за домакинства и поготово за големите потрошувачи. Само големи казни. Втората точка, мораториум да се стави на градење во Скопје, да кажеме на нови згради, поготово не на зелени површини. Сите згради пола што се наводно, да се иселат тие и да им се дадат нови станови, тоа да бидат зелени површини, пола водно е со згради, а сите градоначалници што им дале дозвола пола водно да се изградат згради, да ги платат, да го платат тоа обештетување. И за казна да живеат на водно. Може ли да докажам? Извинете, да. Вака, најголемите загадувачи, ние немаме фабрики, ние сме село весело. Едноставно, дали функционираат 2-3 фабрики, Карпуш го загадува топлификација. Потоа, Баму автокоманда, тој дел го загадува железара и Дрисла. Направите еден експеримент, една недела исклучите ги тие потрошувачи, ќе видите колку ќе падне загадувањето. Донесете од странски, да кажеме, фирми кои што ќе извршат мерење дали тие филтри функционираат или не. Затоа што све кај нас е корумпирано и такви гиганти можат лесно да ги потплатат инспекторите и као филтрите добро филтрираат. Значи од страна луѓе да се донесат кои што овие големите потрошувачи. И најглавното околу колите се решава од два потези, а тоа е да се дадат субвенции за плински уреди и нови возила. Кој сака да купи ново возило, да му се даде субвенција 2-3 евра, или кој сака да земе плински уред, да му се плати 50%. Значи, у 10 потеза се решава целиот проблем, доколку се сака. Добро, ви благодарам многу. Ќе останеме на овие 5 кои се клучни и малку да ги искоментираме. Големи казни или репресивни. Меѓутоа, репресијата во основа раѓа и револт. Значи, треба да биде последено со алтернатива. Лесно е да казниме. Во суштина, овие мерки што ги кажува гледачот, ние доста сме дебатирале и во разни средини. Ова станува популарен муабет како после земјотресот за земјотресите и анализа на земјотресите колку ќе тресат. Сега во скопските муабети секако се завршува на загадувањето на воздухот, кои се мерки и слично. И овие мерки се доста разгледувани, не е нова приказната. Ама екстремноста на решенијата понекогаш, да речем условно, се кафејански муабети не допираат. Знаете, вие пред малку рековте водно е катастрофа. Сакав да кажам, имплементацијата на некои работи не е добра. Че некои мерки кои што се пропишани не може да се реализираат. Ќе кажам матка. Од пред некој вика Дивоград бај не е и не може да се дореализираат што е идејата со тоа, така и во нашиот дел. Ние денеска објавивме прилог. Значи тоа штом ги помине рамништата на еколошките стандарди, на законската обврска да се чува таа човекова средина и така натаму, тука нема дискусија. Штом тоа беџети и шилего се препукуваат преку медиумите, тука нема институции. Има партиски интереси и лични интереси. Кој што, не знам. Тоа зборуваме, значи имплементацијата на некои рестриктивни елементи оди тешко и добро приметуваат гледачи дека некои елементи во делот на казнувањето одат тешко. Добро. Професор?
Па добро, дали замената? Не, има една интересен, и јас тоа сум размислувал. Како мериме, што мериме, нели мерите? Ако вистина е автокоманда, средиште на одреден период на загаденост, па и визуелно се гледа дека од железара чадови излегуваат. Не знам дали е тоа газ или е согорување врз основа на обработка. Ако, да речем условно, правиме експеримент, една недела да ги исклучиме, може ли тоа да покаже некакви резултати? Верувам дека ќе покаже, ако се тие доминантни извори, сигурно дека ќе покаже. Тие се исклучени. Во делот на ремонт се исклучени во тој месец, предпоставувам, и тоаш може да направиме некаков тест период. И па еве беше уси исклучено, мислам во јануари дека некој беше период. Во јануари некој период, за жал баш во тој период не беа баш добри бројките. А што се однесува до градбите на водно, јас сум приврзеник на тоа. Тоа еднаш мораме да прекинеме. Вакви мастодони како што се градат во Дебар Мало, во Карпош сега. Карпош сега е во експанзија и ветриштата од Вардар да ги затворат до таа степен што веќе цели ланци се прават, исто како што се направи со водно. Елитни фавели, вчера го слушнав изразот вака од колеги урбанисти кои што Како? викаат како во Бразил, вика, ама најелитниот дел во Скопје е водно, вика елитна фавела. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ираче од Скопје на телефон. Ги поздравувам и вас и професорите. Би сакала малце да подборуваме за начинот на грејење на местата каде што топлинската енергија од топлификација не стигнува. Јас живеам во Козле, значи во општина Карпош, каде што топлификација нема своја мрежа. Имам куќа, 200 квадрати, ја греам на дрва. Значи, не се греам како што професорите рекоа во една соба, туку имам систем на парно и годишно трошам 15 кубика дрва. Јас сум сериозно загрижена за своето здравје и здравјето на своите деца, но кажете ми друг начин на кој што можам да се загреам, а при тоа да биде и штедливо и еколошки. Значи, сметам дека инвестициите што ги дава државата се мали за граѓаните да можат така едноставно да го сменат начинот на грејење. Да ја вложам во топлотни пумпи, тоа се инвестиции од 5 до 6 000 евра. Инвертор клима би ми загреала една соба, тоа не е решение. Секоја помош од државата е многу мала наспрот инвестицијата на самиот граѓан. И имам едно прашање за професорите. Сите некако ги протежираат грејењето на пелети. Дали сметате дека тоа е еколошки начин, бидејќи сепак тие се прават од дрво и плюс во нив содржат додатоци, веројатно некои кои го засилуваат енергетскиот ефект. И сметам дека ако јас на пример сакам да го сменам начинот на грејење од дрва на пелети, мене минимална инвестиција во котел на пелети би ми било 1500 евра. А субвенциите од државата се максимум до 30, од 15 до 30.000 денари, не сум сигурна. Значи, без разлика, мислам дека и професорите рекоа дека дрвото не може сосема да се отфрли. Еве, во Козле немаме друг начин. Топлификација нема, а имаме во главном куќи, кои што не се со мала квадратура. Добро, ви благодарам многу. Ајде одговориме најпрво од последното, од палетите, а потоа што е алтернатива и како, иако професорите до сега зборуваа и за значаен обем на концепција, вклучувајќи и државно субвенционирање. Димитриевски. Не постојат решенија кои што се универзални. Секој објект понатаму ќе се решава според своите потреби. Некој ќе има објект, како што кажува господјата, 200 квадрати кој што ги грее целосно. Просекот беше тоа што го кажавме ние, дека се греат 40% од становите, некои ќе се греат на фул систем на дрва со радиаторско грејење и слично. И господјата ќе мора да направи техноекономска анализа, што е тоа што она може да направи за да заштеди на енергија. Почнувајќи од мерки за енергетска ефикасност, намалување на потрошувачката на енергија, па да ги разгледа алтернативите. Котлена пелети, топлинска пумпа која што е повисока во инвестиција, но можеби во трошоци ќе биде помала и разни други елементи. Инаку ке пелетите
тие се точно цврсто гориво. И ние цело време зборуваме, цврстите горива емитуваат цврсти честички. Зошто пелетите емитуваат помалку цврсти честички од дрвото е затоа што имаме процес на согорување кој што е подобар. Имаме котел кој што е поефикасен и во кој што процесот се случува подобро него на дрво. Јако си. Па емисијата од пелетите е над 95% помала, или околу 5% од емисијата која би имало класичен котел на дрво. Не дека тоа е чисто гориво 100%, меѓутоа емитира многу помали количини на цврсти честички. Тоа значи сега кога ова сте симулирале истражување за да направите таква компарација или тоа е посложен процес? Тоа е сложен процес на мерење на емисии, меѓутоа тие бројки ги публикуваат меѓународните агенции за животна средина, има истражување и на Европската агенција, има американската каталог на емисиони фактори од различни типови на горива и тие ги даваат за различни типови на печки. Тоа се, како да кажем, меѓународни научни публикации кои што се широко достапни. Има скоро баш многу интересна на данците и германците студија околу пелетите. Факт е дека тоа не е гориво, гасот нема воопшто емисија на цврсти честички, пелетите имаат меѓутоа 95% помала од Јас ќе се надоврзам дека кај нас дури не постои добра едукација за луѓе кои што се греат на дрво, за начините на кои што правилно треба да се греат на дрво. Едукација која што ќе каже одржување на уредот на кој што се греете, одржување на оџакот, што е многу значаен елемент, и припрема на горивото. Сувото дрво дава многу повеќе енергија од влажно дрво со 40% влажност. Сега само еден момент, на Facebook една наша Анита директно ја прашува со една резигнација. Прашајте ги професорите за видливите облаци чад кои се гледаат од цементарата вообичаено во недела и во раните утрински часови. Овој час се гледа јасно која ќе се движите по булевар Србија кон цементарница. Гледката е страшна или црвено небо на Железара, нема во Скопје кој го нема ова видено. Таа визуализација што ние сите ја чувствуваме. Сега можеме да ги убедиме дека окей, цементарница не прави. Немаме ние зашто да ги убедуваме и да кажуваме дека тоа не е така. Јас не сум мерал нити во цементарница, нити сум мерал во железарница, ги користиме податоците кои што се официјални државни податоци за мерењата на емисиите. И сега ние веруваме на институциите на системот. Очигледна е недовербата која што граѓаните имаат кон институциите на системот и репресивно во мерењето. Пред малку граѓани рече нема доверба во инспекциите од тие големите корпорации, лесно ги купуваат. Они имаат обврска да имаат онлайн мониторинг 24 часа што е вграден, кој што треба да задоволи одредени стандарди и треба да има контрола. Факт е дека луѓето нема доверба. Например на овие не мериме ние издуви од оџаци, не сме мереле, не можем да го коментирам како. Ама добро, еве на пример ако е онлайн, тоа вистина треба. Тоа еден центар може да го контролира. Сигурно го има градот Скопје за своите инсталации, министерството за своите инсталации, општините немаат за своите мали инсталации. Они имаат континуиран мониторинг по закон. Таквите објекти кои што имаат надодредена енергетска моќ што емитираат мора да имаат по закон систем за континуиран мониторинг и на гасови и на цврсти честички кои што веројатно функционира и функционираат по одредени стандарди. Како сето тоа се контролира и треба да го контролираат и институции. Сега дали го контролираат? Добро, еден од овие наши претенциозни гледачи кои понуди сет 10 мерки кои рече треба да го частиме ако ги усвоите, мене ме збуни наспротив вас. Вели Карпош топлификација загадува. Значи јас колку сум информиран од предодредено време, 5-6-7 години, сите системи топлани на топлификација се на природен газ. И грејењето е на природен газ. Така што од емисијата што потекнува тие котелски постројки, цврсти честички скоро и да нема. Нема. Добро. Поштовани гледачи, уште 5 до 10 минути максимум, телефоните ви се отворени, професорите ви се на располагање, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Гледач од Скопје, поздрав до гостите и до вас. Вака, значи, ова е сериозен проблем, загадување, и сите го знаеме тоа. И знаеме дека не може да се реши за 1-2 години, односно дека треба 10, 15, 20 години. Меѓутоа, за да се реши, треба да се почне.
Работата е што не се ни почнува. Проблемов е политички, бидејќи единствен начин на решавање на проблемот е, нели, тоа е одговорност на владата и владата треба да го реши. Работата е што ниедна влада, односно не се залага за тоа, бидејќи некако долг е 10 години, 15, 20 годишен проект. Владите кај нас се учени на 2 години, на 4 години, тоа се краткотројни проекти, колку само, нели, во тој мал период да обстанат и да ја задржат власта. Така да овие проекти некако се многу големи, се избегнуваат. Работата е што овој толку сериозен проблем, што ова не може да се дури да се третира како проблем, ова е елементарна непогода. Значи со 1000 животи или 2000 годишно, тоа е елементарна непогода. Кога зборуваме за елементарна непогода, не зборуваме за издвојување на буџетот за загадување од 200.000 од 300.000 евра. Значи збориме за милиони евра. Значи еден земјотрес, една поплава, го знаеме ураганот Катрина и така натаму, тоа се милиарди, значи, евра во прашање при елементарни непогоди. Во овој случај, од буџетот треба да се издвојат милиони евра за да почне ова да се решава. Значи, тоа е суштината на проблемот. Џабен се зборува овдека кога суштината се парите и волјата политичка. Тоа е сршта. Во случајов, значи, за решавање на проблемов, нас не ни требаат експерти, ги имаме ние. Ако ги немаме доволно, тука можеме да ги увеземе од страна. Значи, не ни мора нешто ни да измислуваме. Веќе го има светот, искуството со загадените градови. Многу од нив го решиле тоа. Значи, ние само треба да го земиме тоа искуство и да го примениме. Односно да направиме некоја селекција, адаптација на тие мерки и да ги примениме кај нас. Значи, ги знаеме, Буенос Ариес, Билбао, еден од најзагадените градови порано во Европа и така натаму. Ние имаме пријателски, нели, земји во Европа, не мора подалеку да идеме. Без пари ќе ни ги дадат експертските мислења и мерките кои што ги преземале. Значи, суштината е политичката волја и парите од буџетот. Тоа е суштината, иначе можеме до утре да кажуваме ние обичниот народ и нели некои поупатени луѓе како вашиве гости, меѓутоа тоа нигде не води. Џабе. Да, ви благодарам многу, јас се согласувам целосно со вас и тоа проявуваше во оваа динамика на нашиот разговор. Прашањето на политичката волја која е од важноста на институциите од владата и на одреден начин моделот на субвенционирање во ова, како што рече граѓанинот, елементарна непогода. При тоа мислам дека владата направи катастрофална грешка со овие 2 милиона што ќе ги одвои за справување од буџетот, за справување со оваа елементарна непогода. Мој став, не барам од вас. Прашањето е, што исто така многу динамично, дека субвенционирањето ќе развие потрошувачка, ќе развие една додатна дејност, неколку услужни дејности, кои исто така ќе можат да придонесуваат во буџетот и во рециклирањето на мерките за справување со тоа. Што значи дека час поскоро на владата треба да и се сугерира, вие да и сугерирате сет на мерки и сериозни финансиски фондови на тој план. Се согласувам, покрај тоа одговорноста е и на тој што загадува, и на граѓаните, и на возачите, и на индустријата, и секој треба својот дел одговорност исто така да го прифати. А во право сте, вложувањето во, да речеме, климаинвертори, неминовно ќе значи отварање на фабрика за климаинвертори кај нас, затоа што ќе бидат потребни стотици илјади такви, брзо да се вградуваат и ќе стане нова индустријска гранка во која што ќе има нови вработување. Мираковски, професор? Дефинитивно треба да се забрзаат мерките, ако сакаме да ги видиме резултатите у скоро време. И многу градови у светот го решиле, управо се, у суштина сите дискусии беа, многу градови успеале, ако кинезите доскоро имаа проблеме 50%, 2016 репортираа 50% намалување на просечните концентрации на PM2,5 у големите индустријски. Чекайте, има една декларација на Кјото, нели, околу еколошките стандарди за чување на озонската
обвивка, односно обвивката и така натаму. Таму во еден период секоја држава има ограничување колку ќе емитува гасови, нели? И па еден период дури имаше и своевидни обврзници, тие што помалку загадуваат, ги продаваа своите квоти. Да. Карбон кредити. Сега тие карбон кредити, нели? Дали ние сме близко до реализација на тие Кјото критериуми или веќе се доближуваме до сериозно санкционирање? Нашата идеја е надминати се некои работи во Кјото, па Копенхаген и Париз и слични други договори, но ние како земја можеби не сме предизвикувач на климатски промени. Ние сме многу малечки во тој дел и се што ќе емитуваме ние скоро, да речем, беззначајно во делот на предизвикување климатски промени. Глобалните. Нашите цели не сме да бидат насочени кон климатски промени. Инаку сите ќе кажеме согорувањето на огревно дрво е супер затоа што во пресметките вика емисија на CO2 нула. И не смееме да се водиме по климатски промени, ние мора да се водиме по работи кои што ќе го намалат локалното загадување и евентуално како да се справиме со климатските промени кои што другите ги предизвикуваат. Она е карбон неутрално го вика, тоа значи дека не предизвикува дополнителна емисија на CO2 иако процесите предизвикуваат, меѓутоа дрвото го сметаме као обновлив, нели повторно ќе расте. Тоа е прилично комплициран процес. Меѓутоа, ние треба да се фокусираме да го намалиме користењето на дрва заради нашето здравје и заради шумите. Елементарната непогода, очигледно. Мене ми се бенди со овој термин на нашиот гледач во овој граѓански форум. Последниот наш гледач и од мене и од моите гости ќе биде своједно довидување. Ви благодарам за активниот ангажман. Се надевам дека исполнив дел од вашите очекувања и барања дека оваа тема треба да биде доминантна тема и јас ви гарантирам дека во еден континуитет ќе носам и активисти и владата ќе ја принудуваме да се изјаснува за субвенционирање и тоа ќе биде важна тема во справувањето со еколошката катастрофа со која се соочуваме. Добро вечер за последниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Па видите, мене ние имаме еден феномен. Каде што имате најеколошко грејење во градот, вие имате најголемо загадување. И сад никој не го поставуваме прашањето зошто. Ако земете да ги следите параметрите на загадувањето во град Скопје, како се движеше оваа зима, секогаш ќе видите Карпуш, центар, аеродром, би се најзагадените делови каде што имате еколошко грејење, се дека имате парно. Ја не знам дали вашите гости, дали било кој правиле мерење на влезните делови на град Скопје, ме интересира. Затоа што, како може да имате еколошко грејење, а да имате најзагаденост? Ја имам една друга теорија, а тоа е дека зошто во градот Скопје не проба прво да се дислоцираат мерните станици од фреквентните раскрсници. Бидејќи ако ги земете сите мерни станици, ви се наоѓаат до фреквентните раскрсници. ОКИМ ви мери на сама судска палата. Центар ви мери на Водњанска и буливар Климент Охридски. Карпуш ви мери Партизанска и 8 септември, октомвриска. Дајте да видиме прво ние компаративни мерења. Да тие станици се исклучат, но да се мери на друго место, да видиме како ќе се движи загадувањето. Бидејќи, ја мислам дека ние добиваме лажни податоци од тие мерни станици за загаденоста во Скопје. Точно е дека во градот Скопје има, да кажеме, голема, можеби, но никој не го поставува прашањето колку е загадувањето, да кажеме, во Бутел, каде што се 100% се греат луѓето на дрва. И, да кажеме, некои други алтернативни мерки. Добро, ви благодарам многу. Провокативни констатации и очигледно дека добро владеете со дилемите и со сознанијата. Не тргам ова лажни податоци, тоа нека ви стои на душа, но идејата дали се добро лоцирани мерните станици? Мерните станици на Министерството се лоцирани согласно одредени планови. Тие што ги спомна господинот локации, тие се наменети у две групи, едните да го или презентираат загадувањето од сообраќајот и затоа се ставени таму ректорат и центар, кај Мајка Тереза
се станици наменети за да го детектираат загадувањето од сообраќајот и Лисиче мислам дека е таква станица. На нив пишува на сајтот која зошто е наменета, а Карпуш е позадинска станица. Ние во моментот во едно истражување меревме позадинска локација со ниско ниво на сообраќај и локација со интензивно ниво на сообраќај. Искрено ви кажам, резултатите сега во текот на зимата се пата. Нема разлика. Дури понекогаш знаат позадинските да бидат малку повисоки. Ама нашиот гледач прилично провокативно дали влезните или излезните делови од градот, дали имаме таму евентуално пренос на дел од честичките и загадувањето. Ние не случајно нашава студија што ја работевме на голем дел семејства, работевме за Скопската котлина. Еден е воздухот кој што ние го делиме тука и целиот се меша внатре. Тоа е смеса комплицирано, не може да го розата подели. на ветрови кажува на каде дува и доста понеповолно дува кон аеродром и Лисиче. За жал, тоа тоа се хомогенизира, затоа што се движите и се хомогенизира, генерално добивате една иста маса која што има прилично исто ниво на концентрација и на загадувачи во целата зона на Скопје. Ама тука има повторно гледачот право. Сега ние зборуваме за општини, нели, од потесното градско подрачје кои се со нови еколошки стандарди на грејење, а има висока концентрација на загаденост. Да, затоа што тоа е увезена или венецот се прави тука на увезена. Сите околу нив се греат на дрва, а се релативно блиску и сите тие локации се во Скопската котлина. Едни параметри. Газибелва рече дека 70% на дрва, а нема загаденост таква како што има во центарот. Не сум сигурен, но поклопецот точно може да се види на некои слики на Скопје каде се прави поклопецот, таа бела линија над градот. Во тој поклопец од прилика атмосферата седначи станува лоша, особено во деловите. Тоа се хомогенизира, значи се хомогенизира, дефинитивно изворите може и да не се во подрачјето што го спомна и најверојатно не се тие извори, меѓутоа ако целата зона од Ѓорче, од повисоките делови околу Скопје се грее на дрва, сосема е логички да се хомогенизира смесата и да градот има иста една прилично лоша. Слична. Добро, поштовани гледачи, 90 минути разговарахме за елементарната непогода во Македонија, тоа се загаденоста во значаен дел од урбаните средини во Македонија, дури и некои надвор рурални подрачја. Мои вечерашни и ваши гости и соговорници беа универзитетските професори Димитровски и Мираковски, едниот од Скопскиот универзитет, другиот од Штипскиот. Ви благодарам вам што одвоивте време, што бевте трпеливи да ги сослушате наши граѓани. Морам да признам дека прилично добра детекција граѓаните направија и на мерките и особено на предпоставените субвенции кои треба да ги прави државата. Јас ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше се. Ве препуштам на последните информации околу денонокијата низ прегледот на вестите во што сега следува после мене. Се гледаме наредниот вторник, утре сте со Јадранка Костова. Гледајте, а зашто еве, што туку читам, што се утре како гости планира, ќе биде и атрактивно, забавно и тензично.